Граѓаните и правните лица кои во Струмица се греат на газ не треба да се плашат дека енергетската криза може да се рефлектира и врз овој енергенс. Првиот човек на Струмица газ, Благој Милановиќ, при пуштањето на гасната котлара на Струмичката болница. На новинарско прашање дали постои опасност да снема газ во текот на грејната сезона, тој истакна дека нема опасност. Во Струмица се работи на компресиран газ и освен од Бугарија од каде се набавува, има доволни количини во Скопје, но и во Солун, така што граѓаните не треба да стравуваат. Проектот за гасификација на Струмица е направен од почеток за да може да ги задоволи потребите на целокупниот град, на цело стопанство, на сите јавни институции, на сите домаќинства. Декомпресорската станица е со голем капацитет. Снабдувањето од нашите добавувачи со газ оди без проблеми до сега. Во изминатите 10 години покажавме дека секојдневно ги снабдуваме и така и ќе продолжи. Сега во поглед на оваа економска криза која што се појави, тука граѓаните и стопанските објекти како и јавните институции не треба да стравуваат, затоа што системот на Струмица газ е виртуелна гасификација. Тоа значи дека ние носиме компримиран природен газ од најблиска компресорска станица кај што може да се гасот наполни во тие цистерни. Во моментот такви имаме во Скопје, во Бугарија има на повеќе места, исто така има и во Солун. Така да ако на едно место нема, има на другото, ние сме слободни од таа страна да вршиме снабдување. Во Струмица над 300 домаќинства се греат на газ како енергенс. Според директорот Милановиќ, на мрежата се приклучени сите локални јавни институции во градот. А по приклучувањето на Струмичката болница на гасоводната мрежа, најавени си повеќе државни институции кои планираат нафтата и мазутот да ги заменат со природен газ како енергенс за грејење.